Јована Трајанова од Штип е девојката која што изработува уникатни книги за децата и тоа токму вакви каде што вашето дете може да биде јунак во приказната. Како дојде до идејата, како настануваат текстовите во приказните и илустрациите кои што таа сама ги прави? Ова утро да знаваме токму од Јована. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Навистина еден убав проект кој што го започнавте неодамна, пред само 4 месеци. Речи си како дојдовте до идејата. Прво ви благодарам на поканата, да гостувам да разговараме за книгите. Јас сум самата родител и како родител таму почна мојата идеја дека би сакала за моето дете да имам приказни каде што таа ќе биде главен јунак во приказната, би сакала да можам многу приказни такви да ја раскажам. Бидејќи сум уметник, професија и сум креативна личност, сакам да пишувам, си дадов шанса да почнам со една роденденска книга, токму летото ја напишав. Ја испратив на лектура, супер беше целиот тој процес и одлучив да направам пробен принт, да видам како ќе изгледа. Ќерка ми ја обожаваше книгата, беше првиот фан. Ги гледаше илустрациите и фаќаше листовите уште пред да станат книга. И одлучивме заедно со мојот сопруг да почнеме еден мал бизнис каде што ќе правиме персонализирани книги за да насмееме многу повеќе дечиња во Македонија. Супер беше одзивот уште од старт, можеби дури неочекувано добар одзив од страна на луѓето, што многу ме радува, бидејќи обожавам кога децата читаат книги, кога читаат персонализирани книги е уште подобро, бидејќи нив им се поинтересни, а исто им помага во учењето, им помага во тоа кога се пронаоѓаат, например, своето име, кога ќе го пронајдат во книгата, полесно да запамтат некои работи, да го подобрат вокабуларот, значи бенефитите се многу бројни. И на крајот е одличен подарок за секој кој сака да го израдува детето, без разлика дали свое дете, внуче, за роден ден, за нова година како пакетче. Така што тоа беше стартот на нашата идеја и од таму продолжи натаму да оди само по себе целава приказна. Да, почнавте нели со персонализирани роденденски книги, сега во овој празничен период Божи книги, односно секако персонализирани нели за Божик, што е она следно на кое што размислувате, како може да се прошири вашата едиција? Секогаш ги слушаме луѓето кои купуваат од нас, секогаш ги прашуваме за мислење и кога ти отворено ни ги кажуваат работите кои им се допаѓаат или кои би сакале да ги видат. Една од нив е да има книга за братчиња и сестричиња за повеќе дечиња, така што следниот проект на кој што работиме е токму тој, да има книга која ќе биде приказна специјална за повеќе дечиња, братче, сестриче, приказна за нив, така емотивна која може и долго време да ја чуваат и кога ќе пораснат големи, кога пак ќе видат книгата, да имаат емоции на таква среќа и љубов со своите блиски. Така што сега за празниците сакавме да направиме оваа, бидејќи сите деца, голем дел од нив ја сакаат празничната магија, значи тоа е тоа со кое што и ние сме растеле кога сме биле деца. Делот тоа е Дедо Мраз, делот тоа се поклоните поделка, лампионите и затоа авантурата е токму таква, каде што детето оди на авантура со Дедо Мраз. Ги даваат подароци денесите деца на време, значи на крајот и самото дете добива подарок, каде што исто и тоа го персонализираме, може да биде нешто кое детето го сака, може да биде некоја кукла, мече, било што, значи отворени сме во тоа да даваме работи кои децата ги сакаат и токму тоа е најголемото ниво на персонализација која можеме да го правиме и го нудиме во овие сликовници. Да, покрај тоа што имаме нели за момчиња, за девојчиња, луѓето се избираат каква сака нели да биде персонализираната книга. Како вие црпите инспирација кога луѓето ќе ви дадат нели отворени раце и ќе ви кажат вие направете по ваш избор? Да, значи во сите овие книги приказната веќе постои, илустрациите веќе постојат, но кога ќе ни кажат дека нешто детето го сака или пример има тема за роден ден, си има случувано темата да биде со некоја сафари тема или од некој цртан филм. Се трудиме бојата на тортата да биде таква, некогаш ставаме декорации на тортата кои ќе бидат слични како нивниот роден ден. Токму тоа, на пример, ја сака таа и таа принцеза, па ќе ја ставиме како јагушка, како играчка додека спие. Значи такви некои ситници каде деца
децата веднаш кога ќе ги видат ќе го почувствуваат многу поблиску до нив. Покрај тоа има ситуации каде детето сака многу да носи венчиња на главата или сака да носи машнички на кики. Значи такви работи да даваме бидејќи децата веднаш се пронаоѓаат во нив и сме добивале позитивен коментар по тоа дека детето го видело и во смисла навистина со мое име ова е магично, како е можно да има приказна само за мене, нели напишана и токму таму е магијата на овие книги, дека децата се препознаваат во нив на крајот со тие најмали ситници кои ние можеме да ги додадеме, а за нас бидејќи уживаме во работата, тоа е многу лесно. Да, се гледа дека со многу љубов се создадени, децата со многу љубов секако ќе ги читаат во идење, ќе им останат еден голем спомен и кога ќе пораснат. Нели кој беше најголемиот предизвик со кој што се соочивте на почетокот кога изразивте желба, направивте напори нели за да се оформи и да се создаде ваков тип на книга? Еден од најголемите предизвици е нормално да се најде начин како да се произведат книгите и да стигнат на време. Бидејќи ние почнавме со роденденска книга, многу пати тоа значи дека сакаме да ја подариме на одреден датум, многу пати тоа е неколку дена пред роденденот. Значи како да дојдеме до книга, да биде испринтана на време, ние да ја направиме, да испратиме, значи да стигне до другите, бидејќи сепак во Македонија праќаме нели по карго, значи има денови за достава. Така што предизвикот првично е таму. Таму се соочивме со многу голем проблем кој полека со тек на време го решаваме и за сега не сме имале некои големи проблеми, но требаше одредени ризици и волја од наша страна кои успешно успеавме да ги совладаме. Од друга страна е секако времето за да се работи ова, бидејќи колку повеќе нудиме персонализација, толку повеќе време бара од нас за работа. Така што секоја книга која персонализираме максимално за децата е се повеќе време кое ние мораме да го вложиме. Така што, иако се предизвици, тоа не значи дека е тешко или дека е невозможно, успеваме да стигнеме, меѓутоа на крајот денот нема поголемо задоволство од тоа кога ќе добиеме порака дека книгата е отворена, е супер и детето има толку израдувано и толку ја сака. Че таквите коментари кои ќе стигнат на крајот денот или наутро кога ќе отворам на профилот да прочитам, тоа го прави цел ден автоматски 100 пати подобар и дава волја за работа. Нови предизвици натаму. Да, се е одлично кое што го правите, продолжете секако со истото темпо и ви посакувам многу уште успеси во иднина со нови изданија кои што ќе ги прават течињата среќни. Благодарам многу, се надеваме дека ќе успееме да направиме многу книги и секогаш кога ќе испратиме книга на некого им посакуваме да ја читаат многу пати и да уживаат правејќи спомени со своите дечиња пред се, бидејќи тие моменти не се забораваат никогаш и остануваат со нас како време поминато со семејството и секако време за фантазија, за мечтање. Во овој случај со новогодишната книга за малце празнична магија. Ви благодарам многу.